80% од работодавците ја исплатиле минималната плата на работниците во текстилната индустрија, но за сметка на тоа им ја покачуваат нормата. Забележено и враќање на пари на рака во Штип и Неготино, покажа анализите на првиот регионален синдикалец на ССМ во Штип, Горан Трајков. Работниците во реализирањето на работата биле успешни во август и септември, но во октомври, според одредени сопственици на конфекции, покажале успешност во шеењето на текстилни производи околу 65%. Ова се пренесува на многу фирми во источниот дел на Република Македонија. И тука можам да кажам дека се со цел да се намали основицата за минималната плата да биде помала за работниците што ќе ја зимаат, а од друга страна се рефлектира и на придонесот кој што треба да го уплаќаат самите работодавци, значи кој што паѓа од 5000 и стигнува до некоја реална сума на 3630 денари, што се поклопува и со самите барања на работодавците во текстилната и кожарската индустрија да плаќаат по 50 евра придонес. Рушењето на минималната плата со нормираниот учинок е еден од најочигледните проблеми, а во реалноста кога ќе се погледнат документите, Трајков вели дека работниците покажуваат дека постигнувале и норма од над 200%. Сведоци сме во една фабрика каде што работниците ваделе по 1600 комади на неделно ниво, секој еден работник, а додека во налозите за извоз пишувало 700 комада. Значи работниците работат по 200% за дадена норма, а на крајот испаѓа дека сработиле 50% од нормата прикажана на самите налози за извоз. И друга работа е, ако работниците се непродуктивни, зошто налозите и извозот е на време направен. Трајков забележува дека синдикатот решението со нормираниот ученик го гледа во формирање на совет, составен од представници на ресорните министерства, синдикатот и работодавците, кои на годишно ниво ќе ги утврдуваат нормите за работниците и тоа во сите индустријски гранки. Предлогот е доставен до надлежните институции со цел да не се злоупотребуваат работничките права и да не се руши законот за минималната плата.